Ковачевска ќе биде наша следна гостинка, македонска пејачка, кантавторка, професорка по џез пеење на Музичката академија при УГД во Штип и Средното музичко училиште во Тетово. Позната, може уште малку да го погледнеме спотот додека ја читам најавата, позната е по својот уникатен стил кој комбинира поп, рок и џез елементи. Во 2022 година го издаде албумот 10 љубови, тука се и сингловите како Инферно, Се што знам и Тука со мене. Песните често ги создава во соработка со Дамир Пух, кој се подпишува на аранжманите и продукцијата. Сега може назад да си ја поздравиме и нашата гостинка во студиото. Наташа, добро утро и добре ни дојде во Македонија наутро. Добро утро Ване на тебе, на сите во студиото, како и на гледачите на Македонска телевизија. Почнавме со најновиот видеоспот. Ова е најновото твое остварување, насловено како Светлина. Всушност тоа е причината зошто денес си наша гостинка во Македонија наутро. Така е, ова е едно мое ново парче, нова музика која што ја подготвував изминатиот период. И кое што е песна со порака за воспевање на гледање на добрата страна во секоја ситуација во животот кој што го живееме. Тоа некако ми беше првенствено и на мене лично како подкрепа и поттик за да се изразам и да се мотивирам за малку така, да излезам од една, не би рекла креативна криза, но малку да направам една промена во изразот кој што си го имам. А од друга страна и се погоди да биде вака како супер порака која што сакам да ја испратам до сите луѓе кои што верувам дека ќе се пронајдат во самата песна. Ако навлеземе подлабоко во пораката, во идејата, во инспирацијата. Така. Песната првично започна како музичка идеја која што ја постави мојот сопруг Дамир Пух, го поздравувам, на која што јас се надоврзав со мојата вокална мелодија и текстот си дојде многу спонтано и природно. Многу е интересен моментот што и во самото видео сакав да биде запазено, станува збор како еден вид дуалност, како сакав да биде представено дека во секој од нас постои во одреден период некоја борба. Сега не е тоа борба на добро и на лошо, на темно или на светло, но да, изборот е наш како ние се справуваме со секојдневието, со секојдневните ситуации. И ова е нешто кое што сакам да биде со порака прифатено и сватено како треба секогаш да се извлече позитивната страна во животот и во делувањето. Песната е снимена во Green Room Sound Studio заедно со миксот и мастерингот кој што го изработи Дамир Пух. И да, тоа вака на кратко околу музичкиот дел. Да, околу Светлина, но секако тоа е причината зошто си ни гостинка. Јас подготвив уште неколку други прашања. Споменавме за Инферно 2022, споменавме и синглови. Декември 2022 ми кажа отприлика беше промовиран албумот, така, при крајот на 2022 отприлика. Ајде, цели 3 години веќе поминати, синглови имаме, но дали се размислува повторно за нов албум? Размислувам за некоја таква опција. Најверојатно било што ако биде издадено би било спакувано во пократок формат како EP. Сега за сега би сакала... Да, тоа е актуелно и тоа е добро искрено за музичариве во денешно време за промоција, за тоа што сингловите некако многу подобро поминуваат кај публиката. Не знам дали е тоа самиот факт дека се спакувани со видеозапис, па има малце поголема достапност, поголема гледаност кај слушателите. Но да, во иднина тоа што го подготвувам како материјал, најверојатно ќе биде така издавано или сингл по сингл или едно EP. Така. Твојата музика често комбинира различни жанрови, ајде, ако можам така да се изразам, ако не ќе ме коригираш. Па, ако би требале да дадеме дефиниција, како би го дефинирала својот музички стил? Јас би го дефинирал како посебен, од акцент на гледач и од акцент од гледиште на слушател. Така ги доживуваме луѓето како тебе, но ти како си се доживуваш? Посебен и уникатен, ете, тоа ќе биде мојот одговор. Јас се доживувам како нешто што мене ми е многу нормално во моето делување, а од друга страна ме радува што секој пат кога било кој ќе ми приде и ќе даде коментар за мојата музика, дали ја слушнал на радио, дали ја слушнал на телевизија или видел со видеозапис, секој пат има коментар од типот на дека мојата музика се двои од останатото тоа што се пласира тука во Македонија и мене искрено ме радува. Играњето со жанрови и со стилови мене ми доаѓа како некоја многу природна
работа, затоа што како што напомена и самиот, веќе потекнувам, доаѓам од класичната музика, се занимавам со џез, се занимавам со поп, и таа игра и таа потреба за земање инспирација од различни стилови кај мене доаѓа многу како нормално нешто. Разбирам како и нас водителите кога ќе речат можете да читате вести, да водите емисија, да правите ова, така кога некако човек исто е, би му најверојатно кога човек е добар во работата, тоа се прифаќа како лесно нешто. Јас посебно се радувам и сум среќен што се сеќавам на последното интервју кога ни беше гостинка за албумот Инферно. Јас искрено не верував дека после 3 години ќе те видам повторно тука во студио. Замислував дека со Дамир ќе ми се јавувате некаде од Skype, некаде од странство. Така си замислував јас, но кеф ми е, мерак ми е што продолжуваш да твориш дома и што вашиот квалитет и вашата инспирација прво ја презентирате пред домашниот пазар. Не случајно ова го кажувам бидејќи навистина работите и со странство доста. Така. И соработувате. Имате отворени врати. Отворени врати најмногу има заслуга мојот сопруг Дамир, кој што е во интернационална соработка со светска платформа за гитаристи, за музичка продукција. Од друга страна тој е и бренд амбасадор на Jet Guitars, кој што се словенски бренд и тој е како главен презентер тука на некој начин во Македонија. Да, сум имала и јас можност за интернационални соработки преку факултетот, преку џез одделот на кој што предавам. Во 2 наврати лани и претходната година бев во Кина, како професор и ментор и учесник на концерти кои што се одржуваа во Ханжо. И да, сметам дека поготово во денешно време вратите кон светот ни се отворени и дека имаме можност благодарение на интернетот, нели, да си ја прошириме работата и надвор од границите на Македонија, но мене срцето ми е првенствено тука. Да, имам почит према јазикот, према културата која што си ја живеам, си ги сакам луѓето тука, фамилијата. Да. Во песната тука со мене ја спомнуваш носталгијата и чувството на далечина, така беше? Така беше. Добро. Како личните искуства влијаат на твоето творештво? Како и кај секој уметник, апсолутно големо е влијанието на личното искуство. Не може човек да напредува кариерно доколку го нема напредокот на приватен план. И секојдневните ситуации се оние кои што дефинитивно прават да си го црпам своето творештво и после тоа да си го пренесам на не на лист хартија, него ете во музичко во целосен проект, да. Како професорка по џез пеење, како твоето академско искуство влијае на твоето создавање музика, на личното? Тоа може да биде и добра и лоша работа истовремено, Ване, затоа што потребно е целосна трансформација и промена на начинот на размислување и делување кога јас се префрлам од музичар и уметник кон професор и академик, затоа што академскиот начин на размислување е малце по-стриктен, се води по некои правила. По-формален. Да, цело време се трудиш да изнајдеш сега не по секоја цена да се најде грешка, да се коригира, но да, мојата работа со студентите е да им давам насока, да ги водам во некој смер, но истото тоа го имам и како мал предизвик со самата себе кога влегувам во студио. И кога треба да си дадам дел од својата душа, доколку го немам таа промена како умствено направено, знам сама себе да се саботирам. Често во смисол да сум претерано корективна према себе, да барам некои несовршености кои што може би се толку ситни и минорни, но сепак мене во тој момент ми смета, така да си давам малце пауза кога станува збор за снимање во студио, сакам малце професорскиот дел да го имам тргнато на страна за да уметникот излезе од мене. Така. Кои се твоите најголеми музички влијанија? Како тоа се одразува на твоите песни? Најголеми музички влијанија. Ти споменав дека црпам од различни жанрови. Моментално како омилен уметник кој што навистина и се восхитувам е Реј. Многу слична уметница, на себе си вака слободно би се изразила затоа што и таа доаѓа од академски свет кој што џезот уствари го презентира пред поп јавноста и знае да направи интересна симбиоза и сплет на стилови. Да, многу ми е интересна и инспиративна и тоа е еден од најголемите инфлуенси, би рекла, периодов за мене. Да, убаво е да си имаме луѓе, посебно од светската сцена од кои што се инспирираме. А што е, така ќе завршиме, што те мотивира и инспирира да продолжиш да создаваш музика ако направиме еден сублимат од сето она што досега го кажавме? Секој невието.
Не би можела тоа со сигурност да го одговорам, затоа што создавањето е процес кој што е посилен од нас. И тешко прашање на секој уметник да го одговори ова кога ќе му го поставиме, ама не знам и зошто го поставив искрено. Не, тоа е многу добро прашање. Да имаме прашање. некаков сублимат. Не, добро прашање и тоа е добро и да се продискутира затоа што некогаш имаме наплив на креација и на инспирација неконтролирано, едноставно имаме потреба да се изразиме, од друга страна па некогаш треба да дадеме некаков резултат кој што се бара од нас како професионалци и најверојатно се жонглира со двата стадиуми. Значи, тогаш кога сме со наплив на инспирација, се трудиме да го запишеме или да го евидентираме тоа кое што си го имаме да го презентираме. Од друга страна, во моментите кога не се чувствуваме креативни, да имаме бекап, нешто што ни стои во фиока и што може во тој период да се земе и да се разработи. Така би го одговорила ова. И завршуваме уште еднаш со Светлина, твојот најнов музички проект. Новинарите велат вистински музички бисер и јас ќе се согласам со тоа. Не останува уште само да го погледнеме целосно спотот, да ја слушнеме песната, така и ние ќе го завршиме ова денешно издание на Македонија на Аутро, но пред тоа ќе имаме едно кратко линковско вклучување. Јас останува тука да се заблагодарам Наташа за гостувањето денес во утринската програма, имајќи ги предвид и твоите активности Штип, Тетово. Навистина се заблагодарувам што одвои време за нашите гледачи утрово да бидеш дел од јавниот сервис. Ви благодарам и на вас. Не донеса Светлина, колегите ми велат колешката што ние домакинка тука што те пречка вели. Што убаво девојче не дојде. Велам како девојче да биде ако е од Тетово, освен убаво. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија на Аутро.